Добро вечер. Го следите отвореното студио на Еден телевизија. Јас сум Јадранка Костова, а мои гости во овој прв дел од Отворениот појас се Павле Трајанов и Александар Тортевски. Трајанов е председател на Демократски сојуз, но исто така е правник или адвокат, како што е и Тортевски. Нашата тема се амнестиите. Амнестии во низа кои ни се случуваат последниве недели, а може да се каже и последниве 2 децении ги имало доста. Дали се претара веќе и со амнестиите? Како што е познато, беше донесен закон за амнестија и веќе се амнестирани дел од учесниците за крвавиот четврток, меѓу нив се и пратениците, дел од нив нели што гласаа за уставните амандмани. Сега се независни, а беа членови на ВМРО ДПМН. Сега е изменет еден член од кривичниот закон кој остава простор да куртулат од кривична одговорност и некои од обвинетите на специјалното јавно обвинителство, а меѓу нив повторно има некои пратеници што гласаа за уставните амандмани или блиски на овие пратеници, блиски семејно мислам, или партиски. И сето ова владеачкото мнозинство го пласира како помирување. Мојата дилема е дали ние се помиривме со селективната правда или се помиривме ли со неправдата. Тортевски, како ви делуваат овие амнестии континуитет на селективна правда? Ова е уште една епизода од серијалот Мојата чудесна земја. И помирување, тоа е потценување на нашиот ум, на секој здраворазумски граѓанин на Македонија. Ако ова му се пласира како помирување, тоа е очигледно дека не потценуваат. Треба јасно да излезат што е причината, што стои, која е цената што треба да се плати и за жал уште еднаш го прават тоа преку грбот на судот и обвинителството, меѓутоа тука имаат бенефит. Точно го истестира и овој пат дали судот и обвинителството ќе се подадат на извршната власт, дали ќе бидат повторно послушници и дали ќе се подготвени да ги извршуваат сите нивни наредби. И очигледно нити оваа гарнитура не сака да се откаже од таа привилегија да го контролира судството. Јас денеска на Твитер напишав дека амнестијата всушност е тефтерчето на Гордана, само надополнета и проширена. Ние немаме промени во судискиот состав. Не само што немаме во однесувањето, немаме во правораздавањето. Тој што некојаш бил сервилен, зарем може да се промени? Извршната власт повторно е таа што кажува кој ќе одговара, кој нема да одговара. Дека не е помирување, извршната власт или амбасадата американска, бидејќи амбасадорот Бејли не испрати писмо. Јасно им кажа дека да не се покриваат со него. Меѓутоа, за помирување, ако било целта помирување, зошто влегуваа во парламент СДС, зборувам и формираа мнозинство, која знае дека овие ќе ги нападнат? Зошто влегува во кавга, ако требаше да се помируваме? Тоаш можевме да го оставиме Груевски, можевме никој да не излегуваме на улица, да се караме со Груевски, да се тепаме, да бидат осудени и да не се мачи, он да бега, ќе си живеевме среќно во љубов. Зошто сега на овој начин се помируваме? Да, се помируваме, меѓутоа се помируваме со неправдата. Се помируваме со неправдата и сега истите методи сега само се надополнуваат. Значи, кога минатата гарнитура ќе требаше да протне нешто свое, тоа користеше, например, кога ќе беше лош извештај на Европска Унија за напредокот на Македонија во реформи во било која област, они правеа некој големо апсење. Сега овие обратно. На денот на амнестија, они протнуваат... Да, пуштаат од притвор, меѓутоа протнуваат, значи, идеја дека треба секој директор во јавно предпријатие да добие свој заменик, значи да удомат уште едно чудо кадри. Меѓутоа, по моје убедување, тоа е цената што треба да платат на гласот на пратениците. Сега пратениците, бидејќи овие што ќе гласаат за уставните амандмани, тоа овие што ќе гласаат другите за уставните промени, што немаат директно загрозени луѓе, сега испорачуваат цена. Викаат, дајте ми мене 3-4 директорски места
Скокна И се цената измислува- на претеничкиот глас. цената на претеничкиот глас. А тоа е кога веќе почнуваш да се занимаваш со криминал, тоа нема граница. Значи, ова е дрвено ќумбе. Кога прифатиле дека треба да направат закон за амнестија ваков, кој што наводно нема да навлегува во ингеренциите на судството, прифатиле да технички кажано да направат дрвен шпоред. Сега не можело. Така. Трајанов, како ви изгледала се тоа? Што би рекол Торцевски, вие сте дел од владеачкото мнозинство. Па, мислам дека ова македонска крва свадба што се одвиваше на 27 април 2017 година, требаше да се движи во насока да се расчисти работата. А сега некако сме во една исклучително сложена, тешка, повторно влегуваме во некаков заплет и веројатно оваа година, 2018 година, ќе биде година на заплети и очекуваме некаков расплет следната година. Се работи, мислам дека треба сосема отворено да знаат граѓаните за што се работи. Се работи за имплементација на Преспанскиот договор. Меѓу другото, битно е да се промени Уставот на Република Македонија. Промена на Уставот не може без 2/3 од пратеничкиот состав и целокупната стратегија, сите напори сега што се прават се во функција на тоа да се спроведе Преспанскиот договор, односно да се обезбедат најмалку 80 пратеници, кои што треба да гласат на 9 или евентуално најкасно на 15 јануари. Дали е превисока цената што Значи, треба да се плати за усвојување на тие амандмани на ваков начин? На сметка или Цело на штета време на правдата? Сите ние користиме од Макијавели една негова мисла, филозофска мисла, расправајќи за филозофија на политиката. Тој меѓу другото рекол дека целта ги определува средствата. Не, тој пробитно така кажал, изворната мисла е него така, меѓутоа покасно во праксата целта ги оправдува, значи, средствата што се користат. Сега сите овие средства што се користат околу обезбедување на парламентарно мнозинство, постои огромна разочараност, незадоволство и гнев кај граѓаните. Тоа е пораката што ја експлодира едно тоа е незадоволство пораката на многу учесници на протестите на шарената револуција. Мотото беше нема правда, нема мир. Меѓутоа ние некако се смиривме сите. Мислам дека кај сите, зборам интелектуалната елита, новинарите, натаму кај невладениот сектор, постои воздржка околу реакцијата на соодветен начин, затоа што никој не сака да преземе одговорност да го спречи процесот на интегрирање на Република Македонија во НАТО и Европска унија. Да, но денеска реагира невладините организации, меѓу кои Хелсиншки и Сорос. Да, денеска е прв пат повеќе. на поорганизиран начин да се реагира, меѓутоа дали е можно да реагира било кој во Република Македонија кога законите се носат преку ноќ? Да имаше можност за јавна расправа, да се вклучат експертите, да се вклучи невладениот сектор, новинарите, медиумите, може би на поинаков начин ќе се одбива. Но јасно е сите брзањето, процеси. се чека до 15 јануар за да се усвојат. Знаете, можеше да тоа, поминат уставните тој процес промени. може да се одбива на поинаков начин, сепак да има јавна и експертска расправа. А нема време, Трајанов. Можеше порано да се Сега започнат се и сите овие празници. процеси. Така да, мислам дека постои целосна граѓанска, политичка осуда на сите овие процеси сега што се одвиваат, но има воздржаност во реакциите кај сите овие структури кои што ги набројавме. Што се работи сега? Знаете, амнестија се дава после промена на политички систем, после воена состојба, после престанок на авторитарен режим на владење. Тогаш, затоа и јас подготвив закон во парламентот, кој што тогаш го одбија, но покасно при промената на власта се прифати тој закон со одредени промени. Амнестија не е само чин на милосрдие, на милост. Амнестијата треба да значи корекција на неправда, доколку има неправда, и затоа јас цело овие денови... Со овие закони се коригира неправда. Овие денови... Овие закони, јас Не зборувам што е неправда. целта на амнестијата, која е целта, што треба да се постигне. Овие денови јас
настапив во неколку јавни настапи, имав и изјава за јавноста, дека треба да заврши судскиот процес за 27 април 2017 година. Амнестијата после, ако е во функција на повисоките државни цели, нека се спроведе. Значи, не сум против тоа да се жртвуваат одредени вредности за да се постигне Македонија да се движи напред. Меѓутоа, очигледно дека не можеме ние да диктираме како ќе се однесат, затоа што има и друга страна кој што претениците кои што се офатени со обвинение пред судот, тие притискат веројатно тоа да се заврши порано. Никој не сека да има печат дека бил учествувал во вакви настани, во крвави настани, но сакат претходно во оваа фаза на осомничен или обвинет да биде амнестиран и веројатно е нивното барање или диктатот е тој. Сега се прошири тоа со пројава на кривичниот законник и тука ќе има една анализа кој што ја правевме ние и веќе таа е пробиена во јавноста и други истото сметат дека на овој начин со промена на член 275 каде што се намалува казната околу врзана за јавни набавки од 5 на 4 години, дека имплицира услови за намалување на одмерувањето при одмерување на казната. Ама и застареноста порано настапува. Не, плюс ова тука дека член 40, не знам, околу застареноста, проценки се дека застареноста од 10 на 5 години се намалува и можно низ овој процес се разбира дека тој закон е наменски донесен околу... Ајде малку динамика да не идеме. Тоа е ситуацијата, да, сигурно. Тортевски, денеска и во настапот во собрание претседателот Иванов праша што е разликата меѓу аболицијата, односно аболицијата, што тој ја даде, за која и се крена шарената револуција и ова што сега се случува со амнестиите. Па јас објективно не гледам голема разлика. И едното и другото веројатно е уцена. Јас сум убеден дека тој беше уценет за да ја даде, а ова го користи сега да се поистоветува или да се подига на ниво на дека тој го направил за помирување. Ама ако го прашате и Заев ќе ви рече дека не е уценет, дека тоа го прави за помирување. Меѓутоа, отприлике не гледам разлика, едната и другата се незаконски. Значи, како прво, да расчистиме околу амнестијата. Амнестијата е општ акт. Таа не се дава по барање. Никогаш во историјата на светот амнестија не се дала на барање на лице индивидуално. Значи, тоа веќе навлегува како индивидуален правен акт. За лице, ама тоа и за конкретно, за конкретен случај. За конкретен случај не може да се дава по дејствие. Овде се преюдицира, се бара од судот да преюдицира кој што направил. Кој што направил се утврдува со правосилна пресуда на крајот од постапката кога пресудата ќе ги утврди фактите и ќе состави непобитен правен факт кој што сторил, дали носел униформа, дали носел пиштол, дали нападнал, дали удрил. Сето тоа сега останува дека практично е веќе решено денеска кога Кривичниот совет одлучил од сите обвинети кој што направил. Веќе утврдена фактичката положба. А Кривичниот совет имал на располагање околу пола час или 1 час за да ги гледа списите. И го решил овој во експресна постапка го решил овој предмет. Значи ова е апсолутно незаконски. И ако земеме сега зошто судот и обвинителството гонат? Затоа што некој направил нешто што не смее. Тоа е криминал. И они не смеат ова да го направат, меѓутоа го прават. И тука, значи сега се испреплетува криминалот. А што требаше да направи судот, да речеме, или обвинителството? Па јас мислев дека ќе го одбијат. Се надевав дека ќе го одбијат примената на овој закон, затоа што едноставно судот не може да донесе пресуда пред пресуда. Нема. Во парница постои делум на пресуда кој што може да се утврди дека еден човек е татко на едно дете, како прва фаза, а подоцна да се утврдува со главната работа да се утврдува дали колку треба да плаќа алиментација. Меѓутоа во кривична постапка не може да се утврди со решение на кривичен совет дали некој удрил, дали тепал, дали носел оружје, дали пропуштил некое службено дејствие, а подоцна да продолжи постапката и да се дава завршен збор за тие околности. На кои околности сега ќе решава судијата Кацарска, кога веќе е решено
кој удрил, кој тепал, кој не тепал, кога се пуштени надвор половината сега треба да се Сега, се некој- менува да. обвинителниот акт. Ајде што е на оваа клучно? теза, сакам Само- околу не, за тезата мене за што е Иванов што ја клучно? постави. Што е клучно? Аболицијата и Судскиот амнестијата. процес се очекуваше, поготово последните денови кога почна обвинетите да дават многу конкретни податоци и кои укажуваа веќе на организаторите на овој крвав настан од 27 април. И затоа требаше да се почека, да се заврши овој суд. Требаше само уште 10 дена А да се може би заврши. во пазарот им е тоа, кога може би тогаш притисна Не, и се зборувам- подигна цената, ама Тука е, добро, Павле, значи, сега тука е проблемот значи што- почна да се надзираат организаторите и одеднаш улета амнестијата. Затоа сега со амнестијата не се фатени организаторите. Меѓутоа, не може без водене на постапка, без изведување на докази, да утврдите кој е организатор, кој со Согласувате со насилство. Торцевски тоа што кажа, без судска Зборувам правосилна пресуда не може дека да за мене беше одредите. битно, од исклучителна важност е да дојдеме до организаторите на овој крвав настан, тие да понесат одговорност. Сите други, поготоа доколку објективно настапуваа, нека бидат амнестирани, но после правосилноста на одлуката на судот. Апсолутно мислам дека денешниот настап на Ѓорѓе Иванов е во функција на продолбочување на поделбите во Република Македонија. Тој како председател на држава мора да ги гледа главните цели на оваа држава, каде ќе се движи Република Македонија и тие процеси на секој начин да ги поддржува. 10 години апсолутно не упати никаква критика, а беше сведок на настаните што се одвиваа од страна на владата, од министрите, од ДУБК. Тој никогаш не излезе јавно да осуди одредени постапки, случувања, додека беше председател на владата Никола Груевски и дури сите други беа на власт. Не, мандатите на Иванов ми се зборувам тема за во 22 часот. Сакам да околу укажам дека амнестијата и апсолутно аболицијата што го кажа Иванов. амнестијата што се дава има конкретна цел. Таа цел е Македонија да се движи напред, влез во НАТО и Европска унија. Неговата амнестија или аболиција беше во функција да нема кривишен прогон против носителите на тешки злоупотреби, на тежок криминал, сврзан за корупција, за огромни суми. Ама сега именно вака, случајот Тенк Мерцедесот на Груевски е многу посмешно дело од ова што е 27 април, да речеме. Друго прашање, јас секогаш сум имал резерви околу осудата што е донесена пресудата за Тенк, за Мерцедесот, доколку, поготово што не кажа јавниот обвинител и судот не кажа дали некој се стекнал со противправна имотна корист. Не е елемент на тоа дело таму. Па, знам дека Постапката не мора, ама ние живееме видите. во старо време сега дека криминал се прави само ако украдеш пари. Не е веќе тоа време. Ако Знаете по што, властите Тотевска, само одреден- вака, ако се провереше објективната цена на Мерцедесот колку е, Ни тоа не беше провизија така проверено. натаму. Зборувам сега од Станува збор за тендер кој си е за наместен. тендер кој е наместен, сигурно дека тоа Ама е кривишно докажано. правна заштита, објект на заштита е таму тендерската процедура што е прекршена. И немојте сега да го поистоветувате процедурата со противправна имотна корист. Говорам Тоа ќе беше споредба битно, 27 април тоа ќе со беше- Ама тоа ќе беше апсолутно се клучно, сложувам. Тоа клучно. може да личи на незначителна општествена опасност во однос на ова што се амнестира Торцевски, денеска. вие Треба имавте јавна граѓаните понуда. да знаат дека тој што е злоупотребил позицијата, службената положба, дека на еден или на друг начин имал цел тоа да го направи за некој друг, за себе и така натаму, или да има штета, или да има некаква корист. Ако нема ништо тоа, Ама како нема корист, сакам да напредувал, бил цело време помошник министер, ги исполнувал желбите на предпоставениот му направил апсолутно. кејф му купил кола како што сака тој. Не, добро, тоа е спротивно се- на А, тендерот. Торцевски, Сепак вие е- понудивте јавно дека про боно би го застапувал Игор Јук. Па Зошто сметате дека Игор Јук е помалку, да речам, виновен, иако нели судот треба да утврди кој е виновен, од пратениците или другиве кои дел од овие кои добија веќе амнестија. значи ако се сеќавате, најпрвин обвинителството во стариот состав почна овој случај да го третира како учество во тепачка, учество во толпа, па дури не гледаше ни насилство.
Јас во вашиот неделник имав, веројатно Фокус. меѓу првите во Фокус, имав текст каде што целосно напишав дека ова е организиран настан со конкретно поделени улоги на сите учесници. И дека ништо од тоа не би се случило доколку било кој не ја реализирал оврската, задачата што му ја дале нарачателите. Поделба на задачите. Во поделба на организирано. задачите. Сега, обвинителството подосна во другиот состав ја прифати таа теза и така го постави случајот. Дека одредени лица требало да донесат граѓански активисти, незадоволна маса, толпа да направат гужва пред собрание, дека втора група треба да им ги отворат вратите. А некој го координира тоа. Некој го координирал. Центар. Да, значи тие биле сите пиуни влечени од еден центар и дека на крајот одредени лица, според обвинителството, тоа е Игор Јук, требало да го убие Заев. И Ѓорѓе Иванов да прогласи вонредна состојба. Иванов демантира тоа. Тоа добро демантира тоа, сигурно. Кој би рекол дека да, требаше. Никој не би го рекол тоа. Меѓутоа, тоа е отприлике тезата. Значи, јавно обвинителство не е стигнато до Ѓорѓе Иванов, меѓутоа до тука завршува. Сега за сега. Ако земете дека денеска имаме амнестија, каде што одредени учесници се амнестирани, а ја исполниле во цело задачата што организаторот очигледно ми ја поставил, а единствениот, еден од Задачата ретките... била да отворат вратата. Задачата Така, би тоа, била да мислите? отворат вратата. Тие се амнестирани, без нив воопшто немаше да дојде до крвавиот четврток. Од друга страна, Игор Јук, што имал задача да пука на Заев, не ја извршил оврската која што му била Ама зашто дадена не задачата. извршил? Не сакал или... Тоа веќе Сплетна е, околност. значи сплетна, дали е сплетна околности, тоа треба да се утврдува. Меѓутоа, тој има, значи сега, тезата на обвинителство е дека тој се А не вадел, носел качулка. не носел качулка, дека носел оружје, да, се држи позади, се гледа на некоја слика, меѓутоа, дали е тој вистински пиштол, дали е пластичен, дали ги блефирал и им земал нешто на овие, им наплатил, па подоцна, кога видел каква е ситуацијата. Доброволното откажување од обид е нешто што најмногу се наградува во кривично право. Значи, ако сторителот, самиот без надворешно влијание, се откаже од довршување на кривичното дело. И сега, тој има полн простор таму да побара, заради тоа што заради неговото неисполнување на задачата не успел државниот удар. Така. Овие последни 7 минути пред Мислам дневникот... дека кривично-правните аспекти да ги разглабаме тука. Не, ова ми е немаме главната време за теза. тоа. Дали амнестијата беше единствената опција и алтернатива за деблокирање на евроатлантските Само процеси? ако може Јадранка околу Ова е битно. Павле зборуваше доста околу тоа, дека практично е тоа. Значи, прашање е што ние ќе носиме во Европска унија и во НАТО? Дали ќе носиме држава? Значи, ние викаме државата прво. Не ми се допаѓа што се наметна дека единствената опција за опстанок на Македонија е тоа. А кој ја загрозува Македонија? Ја загрозуваат политичарите на функции, што се. На позиција. Од нив Македонија не може да трне напред, 27 години. Вака, ние имаме една група која... Само една компарација да Ајде, направам. Знаете сега ова, значи судството и правораздавањето се еден од столбовите на државата. Тоа е едната нога на која што стои државата. И сега ние викаме, видете, во оваа нога ќе ви вбризгаме антракс, за да со другата куцајки влеземе во НАТО. Нема тоа, од вакво неправо ќе умре државата. Не, знаете што е клучно? Дека Постоеше овие ли друг процеси- начин за да се протурка овој процес? договорот со Постоеше, президентот? можеше да се оди на нови начин- избори. Друг начин беше доколку Нови беше избори сметате дека? Не, доколку беше ВМРО ДПМ раководство кооперативно, заедно да седне да се договорат да имаше стратегија на Република Македонија, која што ќе беше многу полесно да се постигне договор со Грција, за кој што ќе стоje сите партии. Јас цело време бев против референдум, затоа што тоа е неспорно највисоко демократско право граѓаните се Господи изјаснат на Коста, референдум. само ако може, се Меѓутоа- извинувам, Павле, Меѓутоа, Само само да да доврши. кажам. Меѓутоа, многу тешко граѓаните да ги убедат на референдум да излезат да гласат за промена на името. Тоа е Кога тежок почна- процес. Така. Јас сугерирав едно време да има консултативен референдум баш во ова студио, но пред да се подпише договорот. Тоа беше пред 5-6 години. Така да се што се случува сега
и ние можеме да бараме дека можела да биде поеднакво. Ние сме во една ситуација, се движиме напред. Република Македонија или ќе се движи напред, или треба да се откаже. Доста, затоа што требаше и храброст политички се. Вие што бойкотира, рекоа, ние сакаме во Европска унија и во НАТО, но не ќеме со ваков договор. Сега се јавува друг дел од граѓанството кој вели, и ние сакаме во Европска унија, но не со вакви амнестии. Знаете што, сакав да дека ВМРО ДПМН јавно декларира дека е против договорот. Меѓутоа, следете ги сега нивните активности. Напуштат седници околу промените на уставот, значи тие може да се движат. Натаму гласат за амнестија. Амнестијата е врзана за промена на уставот. Не ги кочат процесите. И вечерва, ако сакаат да го блокират носењето на кривичниот законник, промените, тие може со амандмани да го блокират и ќе поминеше доста време. А што не е битно, председателот на државата кој што ја критикува, замислите, ја критикува амнестијата, а тој го подпишува. Ама рече зашто го подпишува. Само да за да се покажеме, не може да се правдате или сте, или ќе стоите цврсто на ставот до крај, или не може сега јавно да продавате дека ова може да го прави така или повелете турте. Само да се вратиме на единствените две точки за кои што ВМРО и СДС се успеа да се договорат веднаш. За првата се договорија веднаш на првиот состанок да поделат по 4,5 милиони евра од буџетот за финансирање на партиите. Зошто тоа не беше искористено? Зошто Заев немаше срце да им рече не сакате договор? Тоа ќе ви оди во пакет. Зошто не им понуди 9 милиони евра? Еве, јас се сложувам 9 милиони. Нека поделат, нека гласаат за ова. Или нема една банка да добиете од буџетот. А они се договорија по 4,5 милиони да си поделат двете партии, зошто тоа не беше искористено за во пазарењето. Или тоа штрна, спорно од неспорно. Значи, неспорно е ќе поделиме по 4,5 милиони, околу патните трошоци 2 години не можеа да најдат правна рамка да ги смалат, па ги смалија нешто. Значи, околу тие работи имаат апсолутна согласност и сега ова што викате. Имаат согласност за да се сменат членовите од законите кога секој има барем по неколку луѓе што му се за овие 10-11 години загрозени од овие членови на кривичниот закон. Следното што нема да ме изненади, значи со ваков ментален склоп, со ваква власт, со вакви неодговорни луѓе, тоа е, например, за убиство да се носи амнестија за еден случај, да се рече не, ако не носел пиштол, убиството на тој и тој ден не се важи, а тоа е извршено со кујнски нож, например. Ќе бидеме сведоци и на такви работи. Ова не е карикирано. Значи, ако си земе извршната власт... Дали сметате дека ваква, ако треба, нели, нека не поминати уставните амандмани, само вакво промовирање на неправда Ама апсолутно, ама зошто одиме во НАТО и во Европска унија? За да ги подигнеме стандардите, а не можеме да ги уништиме апсолутно и овие што ги имаме. Ама интересно, од таму не доаѓаат контра знаете што, Јанка, вие знаеме, не е кредибилен судскиот систем, обвинителство и така натаму. Да беа тие самостојни институции, да не действува согласно ставовите на извршната власт на парламентот, сигурно дека тие немаше да имплементираат оваа амнестија. Меѓутоа, ние сме во една исклучително сложена состојба. Ова драма низ која што минува Македонија, се надевам дека ќе биде крај на невладење на правото. Не може извршната власт, парламентот, да го урива судскиот систем. Треба да го гради. Блиц коментар. Како го коментирате ставот на Оливер Спасовски, кој искаже дека нели е изгубил довербат или малку е разочаран од специјалното обвинителство од Катица Јанова? Тоа е негов став. Јас мислам дека јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство, сработи најмногу досега. Се разбира дека има грешки кај нив околу многу случаи, затоа јас го спомнав овој случај околу Мерцедесот, кој што сигурно дека постојат правни елементи за одговорност, но за мене е битно и за овој случај, и за провизијата околу градбата на автопатиштата, да го следат трагот на парите. Так. Дали тие 150 милиона евра за кои што тврди јавното обвинителство се слиле во приватни џепови, во
џебовите на тие што тогаш одлучува. Тоа е клучно. Инаку сигурно дека формално правно ќе се најдат елементи за кривична одговорност. Како е многу е битно. Вашата коалиција, Павле, вашата коалиција прави анекси со истата фирма што ја дала провизијата. Значи, таа провизија и таа фирма што дала повисока понуда 150 милиони евра и провизија што дала, вие сте уште од функционер полициски од комунизмот. Дали се соработувало со фирма што дала провизија, за која што е утврдено дека дала провизија? Дали имало анекс? Еве да ви кажам што ќе направи. Дали имало анекс? Ќе го прекинеме договорот, ќе расчистував кој што земал пари и ќе распишав нов тендер да дојдат нови фирми за 200 милиона евра што може да го додадат. Не треба тогаш пенали да се плаќаат. Какви пенали ако е утврдено дека нивната понуда е врз основа на даден мито? Па во Кина се извршува. Добро, не е завршена. Не е ни почната. Како ние правиме анекси? Па тоа е проблем. Во Кина извршуваат смртна казна за такви корупциски скандали. Немаме ние систем за утврдување на одговорност. Добро, тогаш во ред. Вие сте дел од владеачката коалиција и доаѓате, викате, немаме ние систем, одлично. Па сакаме да го градиме системот. Кога? Веројатно 2019 ќе изградиме ли системот? Веројатно ќе дојдат млади луѓе. Какви млади луѓе? Каков модел на успешност, кој е успешен човек за младите луѓе денеска? Ај кажете ме вие. Кој е моделот по кој што младите луѓе треба да тргнат? Вие барате, криминалот во Македонија стана вредностна категорија, а не зло со којата да се справиме. Тоа се тези кои што јас цело време ги зборувам, меѓутоа проблем е бидејќи овој систем на избори, едно партиски систем ние постојано етаблираме. Нека го сменат изборниот систем, нека биде Македонија една изборна единица со отворени листи, тогаш можеби ќе се променат. Има потреба од промена на системски решенија, има потреба од промена на изборниот модел во Република Македонија. Тие се суштински прашања за кои што за жал нема влијание на тие процеси да се движат во таа насока за кој што ние зборуваме. Трајана Фиторзевски, благодарам што бевте гости во овој дел од отвореното студио. Сега следува дневникот, а да ве потсетам во 22 часот тема ќе биде анализа на двата мандата, односно 10 години на председателствувањето на Ѓорги Иванов. Ботаничар ќе викнете таму?